Добро утро на сите. Благодарам што сте тука. Денеска и во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз имавме средба со нашиот пријател, поддржувач Сергеј Станишев, председател на партијата на европски социјалисти, европратеник и долгогодишен поддржувач на нашиот европски пат. Ги дискутиравме и новите и последните настани во изминативе 2 години. Се подсетивме на периодот од големата тешка политичка криза во која што бевме како држава од 2015 година, кога и партијата на европски социјалисти даваше голема поддршка на промените кои беа неопходни. И констатиравме дека навистина нашата држава во последниве 2 години направи джиновски чекори напред во поглед на исполнување на генерацијската цел – членство во Европската Унија и членство во НАТО. Договорите кои што ги постигнавме со Бугарија, а потоа и со Грција, меѓутоа и крупните промени на домашен план во делот на слобода на медиуми, човекови права, контрола на власт, транспарентност на владата, беа чекори кои што нашата држава ја покажаа во сосема ново и многу поевропско светло. И како резултат на овие крупни промени, успеавме да бидеме на чекор до членството во НАТО и се надеваме многу брзо и држава која што ќе ги почне преговорите за членство со Европската Унија. Го чекаме октомври со голема доза на амбициозност и оптимизам, и ни беше задоволство и денеска што чувме дека социјалистите и демократите во Европскиот парламент силно ќе поддржат одлуката Европската Унија да започне преговори со Република Северна Македонија. Затоа дозволете ми и во тоа име да се заблагодарам на Сергеј, да се заблагодарам што денеска е тука и да кажам дека навистина многу одамна, кога некои европски политичари се откажаа од нас, па и од регионот, тој велеше дека и Балканот е способен за европски пресврт. И ни беше задоволство што заедно придонесовме за овој пресврт. Сергеј, ти благодарам. Благодаря, Радмила. Добро утро на всички. Искам да ви кажа, че искрено се радвам отново да бъда в Скопие, да бъда гост на Социал-демократическия съюз на Македония, при това в различно време от предишните ми идвания, защото последните пъти, когато идвах, СДСМ беше в опозиция и последното ми голямо публично говорене беше на един голям опозиционен митинг, който беше митинг на гражданското общество, заедно с СДСМ, и който положи началото на промените и на събуждането на гражданите в Република Македония по това време, днес Северна Македония, за техни права, за свободи и за една истинска демокрация. И се радвам днес, след 2 години и половина, близо 3 години управление на СДСМ, да видя какви промени се случват в вашата страна. Разбира се, това, което и госпожа Шекерински каза за историческия договор от Преспа. Договора за приятелство с България са много важни стъпки напред към членството на Република Северна Македония в Европейския съюз. И аз от името на социалистите в Европа, на цялото ни семейство, и днес, и вчера на срещата с премиера Заев, казах, че ние категорично подкрепяме и настояваме октомври месец съвета на Европейския съюз на базата на докладите на комисията да вземе решение и да започне преговорите. Хората, гражданите на вашата страна заслужават това. Както заслужава подкрепа и коража на вашия премиер. Защото аз съм срещал, бил съм премиер самия, срещал съм много други премиери и във всеки има своите силни страни, слаби страни, своите постижения, но далеч не всеки влиза в историята. Със своя кораж Зоран Заев и Алексис Ципрас са в историята.
Вярвам, че те са и част и от бъдещето на своите страни. Затова това е най-важна задача в момента, която стои пред страната ви и за която може да разчитате на твърда подкрепа и от групата на социалистите в Европейския парламент, и на всички партии от нашето голямо семейство. Ние ще имаме, между другото, най-много комисари в новата комисия, 10. И на всички премиери, които ще заседават на съвета от името на социалистите и демократите в Европейския съюз. Но искам да подчертая и друго нещо. Живота на хората зависи от тяхното ежедневие, от техните доходи, от грижата социалната за тях, от чувството за справедливост, че има ред, законност, че никой не е над закона. И затова подкрепям огромните усилия, които полага правителството за социално развитие на страната, за това да се вдигнат минималните доходи, средните доходи, социалните грижи да бъдат засилени. Толкова много неща се направиха за младите, за да виждат своето бъдеще тук, във вашата страна. Всичко това заслужава голями адмирации и уважение. И знам, че и премиера, и целият му екип имат амбицията да направят още повече. Затова вярвам, че и на следващите избори СДСМ ще получи нужната подкрепа от гражданите. Говорихме и с премиера Заев, и с госпожа Шекеринска, и с екипа на СДСМ за това по какъв начин партията на европейските социалисти ще окаже подкрепа по време на кампанията. Обсъдихме това да се направи в Скопие една голяма конференция на всички страни от Юго-Източна Европа с домакинството на Зоран Заев на лидерско ниво, защото вие сте много добър пример за отношение към съседите си, за намиране на диалог, за търсене на път към бъдещето, който е общ, който безусловно е свързан с Европейския съюз и европейското бъдеще за всички страни от региона. Аз като българин мога да кажа, че също така много високо ценя договора за приятелство, който беше подписан и ратифициран. Знам, че това е много чувствителна тема. Както за нас в България, така и за вас в Северна Македония. И мога да ви кажа, че разговорите за този договор бяха започнали още когато аз бях премиер с господин Груевски тогава. И той винаги намираше причината да няма напредък, да не се подпише. Все обясняваше, че има вътрешно-политически ситуации, напрежения, трудности. Господин Заев за няколко месеца направи решителни крачки напред. И това е много солидна основа за по-нататъчното ни приятелство и сътрудничество. Знам, че изпълнението му е деликатно и трудно и изисква време, взаимна толерантност, разбиране и диалог. Това го казвам и към някои, които в България са прекалено нетърпеливи. Не може нещата да бъдат решени за един месец, 2 месеца. Това изисква време. Това число и комисията на историците трябва търпение, диалог и резултати, разбира се. Повелете. Добър ден, заменик председател Шекеринска. Спомена се дека во октомври очекувате датум за преговори за почеток со Европската унија, но еден од условите беше законот за јавното обвинителство. Се дадовте ли може би нов рок заедно со опозицијата до кога овој закон би можел да влезе на пленарна седница и како е вашиот одговор на новиот предлог од парламент? Европската комисија и Европската унија веќе подолго време ни ја испраќаше стандардната порака. Немојте да се фокусирате на закони, фокусирајте се на она што се вистински промени. И се сеќавам на некои дискусии кои што ги правевме во текот на последнава година, каде што особено членките кои највеќе водат сметка за овие прашања и кои што честопати се најкритични, имаат највисоки очекувања, велеа вака: да, закон, ако има, тоа е добро. Клучната работа е да обезбедите целосна истрага и целосно транспарентна и позитивно оценета судска постапка. Она што е добро, и мислам дека тоа ќе биде силен аргумент во полза на нашиот почеток на преговори,
е тоа дека со новите решенија практично ги обезбедивме сите случаи од специјалното јавно обвинителство да имаат судска целосна разрешница, никој да не може да користи административни или некакви судски процедурални причини за да ги негира и сега сите работи се во рацете на судството. Ние како влада кажавме дека сакаме да се донесе новиот закон за јавно обвинителство, измените кои што беа предложени и покажавме извонредна флексибилност. Затоа што сметаме дека ова прашање е над сите партиски или лични интереси. Така ќе продолжиме и понатаму да дебатираме. Премиерот и во своите изјави покажа со какви све предлози сакал да ја остави практично опозицијата без простор да бара оправдување и да бега од договор. Меѓутоа, за жал, до договор не дојде. Сметаме дека политичката одлука на владата да не се меша во судството, одлуката на владата и сите коалициони партнери да не бараат специјални привилегии од обвинители или од судии, таа порака е примена не само во Брисел, туку и во главните градови на клучните земји членки. И тие не случајно ни велат, ова веќе не е истата земја. Ако пред неколку години ни се случија илјадници бомби, никој не одговараше. Обвинителот кој го чувме со своји уши, дека преговара, договара, го крши правилото на правна држава, заминуваше и беше поддржуван да не представува дури и во странство. Сега, однесувањето на сите институции во државата покажа дека оваа земја се променила и покажа дека веќе политиката не е таа која го диктира правото. Ке продолжиме да разговараме за да им обезбедиме на јавното обвинителство, на сите луѓе кои до сега работеа на правна држава, шанса успешно да ги завршат предметите и шанса да бидат дел од интегриран и добро осмислен систем. Ке влеземе во понатамошни разговори без ниту еден партиски, но со многу силен државен интерес. А тоа е секој да одговара за злоупотребите, криминалот и корупцијата кои што ги извршил. Ви благодарам и се гледаме во следна прилика. Пријатно.